По патот од Велес кон Чашка, низ селата Теово и Согле, преку римскиот мост во Богомила, се стигнува во преубавото планинско село Папрадиште. Сместено е во областа Азот, под самиот врв Солунска глава, на падините на планината Мокра, денешна Јакупица, на надморска височина од 980 метри. Името селото го добило по изобилието на папрат во и околу селото. Интересно е да се напомене дека порано селаните своите куќи ги покривале со папрат. Папрадиште го основале мијаци од селата Тресунче, Лазарополе и Гари, доселеници од мијачијата кон крајот на 18 век. Останало предание од старите дека кога крали Марко одел за Прилеп, застанал да одмори на голема карпа и оставил за секогаш трага од неговото стапало во каменот. Прекрасна недопрена природа, зеленило на сите страни, чист планински воздух и до касно во пролетта снег на врвот Солунска глава. Поранешната зграда на училиштето е обновена и адаптирана во планинарски дом, кој денес активно се користи со капацитет од 40 легла. Папрадиште представува станица за планинарите кои се искачуваат на врвовите Солунска глава, Даутица, Белкамен и ги посетуваат изворите на реката Бабуна или Бабунскиот водопад. Во денешно време куќите во Папрадиште се заштитени со плехови, односно оловни фолии на нивните покриви, за да бидат заштитени од силниот ветер и дожд. Низ селото не поминува река, но тоа изобилува со преку 20 потоци и извори на вода, созидани во чешми. Селото Папрадиште ги наследило адетите од Галичник. На Петровден е селска слава и тогаш се собираат стотици жители во родното место да се видат и да си помуаветат. Папрадишани се гордеат со великаните, значајните културни дејци кои оставиле неизбришлива трага во животот во Македонија. Во горниот дел на Папрадиште се наоѓа црквата Свети Петар и Павле, трикорабна црква со полукружна апсида, изградена пред околу 140 години. Иконостасот во црквата е изработен во 1934 година од последните македонски зоографи по потекло од Тресунче, Димитар Антонов Папрадишки и Ѓорѓи Зографски. Примамливо место за посета, за одмор, за пешачење по познатите планински патеки. Место каде човек може за миг да избега од брзината на секојдневието, да застане тука каде што ќе ја почувствува хармонијата со природата. Почитувани, ви благодариме на вниманието, кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите нашите следни содржини.